Наша Македонија, Максим Димитриевски, добро вечер. Знам. Знам. Да. Добро вечер, Тино, и добро вечер на гледачите на телевизија Сител. Господин Димитриевски, зошто е актуелен градоначалник, лидер на партија, а во момент кога ве очекуваат и парламентарни избори, се одлучувате да трчате за шеф на државата? Круцијален проблем е во моментов недостаток на енергија и верба. И мислам дека ова е последна шанса во која што може да се разбие ова лоша слика во државата. Знаете, џабе ви и општина, а уште повеќе партија доколку немате држава. Ние од ден на ден ја губиме државата. Можеби ова се суштински моменти кога поединци, не само јас и останатите кандидати, треба да се одважат и да го предизвикаат граѓанинот да излезе, да им ја даде поддршката, првично со прибирање на потписи, а потоа и на избори, за да го разбиеме овој црно-сив свет, бидејќи сите овие непристојни предлози кои што доаѓаат во континуитет, во насока на федерализирање на државата и намалување на капацитетноста на институциите на системот, а дополнително и нивна целосна партизација, може би ќе се постигнат, бидејќи праксата покажува дека претходно беа постигнати врз база на политички договори помеѓу елитата или така наречените лидерски средби. Се собираат двајца, тројца, се договараат за власт, комбинација во власта, тие се менуваат, а Македонија и македонецот во континуитет губи. И јас чувствувам и морална обврска пред секако граѓанин, воопшто не е битна мојата политичка кариера, да се одважам, да се обидам, да ги охрабрам граѓаните во овие суштински моменти, да излезат и да ја покажат својата сила, како што тоа го покажа, впрочем, и во Куманово. И затоа велам многу пати, во Куманово СДСМ изгуби, ВМРО не победи, победија граѓаните, и затоа денеска таму имаме се помалку партизација, финансиски стабилна општина и дополнителна реализација на голем број на проекти. Не се сите проблеми решени, но факт е дека се враќа надежта на граѓаните дека некои нешта на долгорочен план можат да се решат, а тоа можеме да го направиме и во Македонија. Вие ја немате лагодноста да со 30 пратеници да бидете кандидат за председател, нели морате да собирате 10.000 потписи. Колку собравте до сега? Па ги слушнав бројките пред малку, апсолутно не се точни. Пред малку ми јавија во Куманово. И од ДИК ги потврди. Во овој момент само во Куманово има соберано 1830 потписи. Им благодар на кумановчани. Добив информација од Струмица дека има некаде околу 400 потписи и им благодарам на сите граѓани кои што дадоа поддршка на мојата кандидатура, а ги повикувам во оваа прилика сите граѓани да се одважат и да излезат да ја дадат поддршката за мене или за некои од другите кандидати кои што прибираат потписи, бидејќи не сме во рамноправна положба, сите кандидати. Едните имаат привилегија, другите ги користат инструментите на власта, секакви. Значи, вчера беше, например, воочливо во Куманово да видите групи и групи на луѓе како ги доведуваат ДУИ во работно време, сите вработени во јавна и државна администрација и се потпишува, и тука дојде и самиот кандидат, но жално е што Државната изборна комисија, а впрочем таа е повторно политичко тело. Например, да ви кажам за Скопје. Општина Центар и аеродром собира во една канцеларија во општина Центар потписи. Граѓаните треба да дојдат од општина аеродром да се потпишат во општина Центар. Или пак на локација Стрежево број 7 во Козле треба да се потпишат граѓани од Карпош, Ѓорче Петров и Сарај. Замислете, треба да го поминете цело Скопје. Да не зборувам за Чаир, тука треба да дојдат и од Чучер Сандево, Бутел, Шутао, Ризари на адреса Бутелска 14, или пак во Газибаба, во општината треба да дојдат граѓаните од Газибаба, Рачиново, Петровец и Илинден. Значи, граѓаните се на овој начин дискриминирани, а со тоа и самите кандидати. Но како и да е, доколку постои волја, ние ќе ги собереме потписите. Јас сум сигурен дека ќе добијам поддршката од граѓаните, ќе влеземе во изборниот процес и сигурен сум дека во вториот изборен круг ќе се надпреваруваме. Добро, ако во вашите претходни гостувања овдека во ова студио, знам тогаш се уште не
ја немаше на оние анкетни прашалници за мерење на рейтингот на политичките партии, сега на последните веќе се појавувате со доверба кај испитаниците од 3 до 4%. Каков е рейтингот на Максим Димитриевски за да одлучи да влезе во една ваква трка со 13 до сега или 11-12? Па тоа е проблемот што во Македонија анкетите се користат за сондирање на јавно, за наметнување на јавно мнение или креирање на јавно мнение, не за сондажа. Сите тие произлегуваат од одредени центри кои што се поврзани со големите политички партии. На тој начин им се сервира одредена невистина на граѓаните. Знам многу одамна е рангиран над 6% и повеќе во некои други изборни единици, но никој тоа јавно не го прикажува. Но ние имаме наши интерни анкети. Мојот личен рейтинг е далеку поголем од одредени кандидати кои што ги сметаат за сериозни кандидати на овие избори, а најглавниот рейтинг всушност ќе го покажат граѓаните на денот на гласањето, но треба да им дадеме шанса за да видите гласани. Целиот изборен законник, целиот модел, сето тоа е прилагодено во функција на тие 3-4 партии кои што гравитираат овие 30 последни години. Ако сакаме нешто суштински да промениме, првенствено ќе мора граѓаните да се одвожат со потпис, а потоа и на самите избори, бидејќи тие менуваат политичката состојба во државата. Наша обврска е само да го понудиме тоа што го знаеме, а во овој случај јас излегов со една кандидатура за да се обидеме да ги промениме нештата во државата, бидејќи Македонија тоа го заслужува. Џабе ве вам било која позиција ако граѓанинот ви е несреќен, а факт е не само што е несреќен, туку и нашиот граѓанин има изгубено довербата во сите. Мора да се одважи одредена група на луѓе, како што тоа го направиме ние во Знам, се собравме од секаде, најголем број неопределени луѓе, излеговме пред граѓаните и нека ќе учествуваме. Доколку не поминете во вториот круг, тогаш а тоа го сторат кандидатите на двете најголеми партии, како што се анкетите, нели, Силјановска, Давкова и Пендаровски. За кого ќе ги повикате вашите симпатизери, членови да гласа? Видете, јас прво немам ниту морално, ниту етичко право да повикувам мои подржувачи и симпатизери да гласаат за некој друг. Ние не тргуваме со гласовите на граѓаните, тоа е една лоша пракса. Значи, граѓаните ќе бидат оставени согласно собственото убедување да си го кажат последниот збор. Но мојот план и намера е да ја победам господја Давковска во вториот изборен круг на предстојните претседателски избори и верувам со подршка на граѓаните тоа и ќе го сторам. Велите на вашата конвенција, конгрес, односно, дека доколку бидете избрани за шеф на државата, нема да има одстапување од црвените линии. Кои се тие црвени линии? Па не може македонецот да се чувствува како граѓанин на втор ред во држава во која што неговите предци имаат изградено, да сме биле на желбата на останатите во регионот, ние никогаш не би имале држава. Денеска граѓанинот е фрустриран. Првенствено сите имаат национални линии, треба да го учиме тоа од нашите сограѓани албанци и да ги дефинираме нашите црвени национални линии врз база на еден договор помеѓу сите политички субјекти кои што се на политичката сцена и го представуваат мнозинското македонско население. Значи, идентитет, јазик, самобитност, македонизмот и сите тие форми, впрочем, кои што се преточени во Уставот врз база на заклучоците на Асном и Крушевската република. Да, еве, од вакви едни генерални ваши согледувања или црвени линии, кога би ве прашал прагматично да бевте председател, еве, дали вие би ги подпишале измените во кривичниот законник, а не би го подпишале законот за игри на среќа и двата донесени со европско знаменце, како што образложи председателот актуелно? Видете, кога имате председатели кои што зависат од политичката волја на политичките субјекти, на големите политички субјекти, тие ви се како кукла или хаш-папец со кој што ги влечат конците некои од страна. Едноставно немате собствен интегритет и мора да постапувате така како што ќе ви кажат во политичките центри, што нема да биде случај со мене, никогаш не би го подпишал тој закон, дури ќе бидеме една од првите политички партии кои што ќе побара тој закон подитно да се укине, бидејќи не дозволува вие да влезете во мандат како градоначалник или било која позиција, да направите кривично дело и до крајот на мандатот истото кривично дело да ви застари. Значи, тоа е една амнестија
на актуелната политичка гарнитура, а воедно и амнестија на претходните политички гарнитури, каде што денеска, еве, например, ја што имам поднесено кривични пријави против одредени лица кои што направиле злоупотреби во општина Куманово, беа отфрлени токму поради тие рокови или поради застареност. Тоа не смее да се случува на државата. Казнивост во државата мора да има, владење на право на прво место. Македонија мора да ја направиме само одржлива држава, да им понудиме здравство на сите граѓани во државата и соодветно образование, бидејќи мора да ги образуваме младите. Оваа држава може единствено да се промени со младите луѓе, а во овој момент е неопходно и повозрастните генерации да се вклучат во тој процес, да ги охрабрат младите кои што целосно се незаинтересирани затоа што се чувствуваат обесправени, дополнително понижени, бидејќи сакаат и самите да носат одлуки. На сите млади луѓе на кои им дадов шанса во општина Куманово имаат одлични резултати како раководители на сектори и директори на јавни предпријатија. Тоа покажува дека младите заслужуваат шанса. Лути противници велате во партиската битка пред избори, но синхронизирано двата албански политички блока поставија два услова за натамошно коалицирање. Услов за измени во уставот со кој шефот на државата ќе се бира во собранието со 2/3 и Бадинтерово мнозинство и замена на формулацијата 20% со албанскиот јазик. Каков е ставот на... Видете, секогаш доаѓаат вакви барања во предизборен период и наводно се политичка пропаганда во функција на изборите, но секогаш постои една голема доза на вистиност и искрен пристап во заложбите од страна на тој етнички блок. Видите, Македонија не може да биде заложник на никој. Ние веќе со многу закони кои што се бираат на таков начин или се носат одлуките, сме заложници. Тоа е примерот во Куманово со гласањето за поставување на спомен обележје на бранителите. Значи се поставија X спомен обележја, незаконски, постапките се во тек, обвинителството не постапува и други органи, но официјално се уште после 20 години не можеме да поставиме спомен обележје. И она што ме загрижува, ја навистина сум загрижен првенствено и како граѓанин, но и како човек кој што носи одговорна функција и претендира за одговорна функција во општеството, заветот на господинот Ахмети. И јас од овде, кај вас во студио, давам завет дека знам, никогаш нема да дозволи во парламентот да помине едно такво законско решение, затоа што тоа ја усложнува државата, дополнително ја намалува моќта на институцијата председател, која што всушност треба да биде заштитник на обичниот граѓанин. Председателот ја црпе својата сила од самите граѓани и всушност тој ги представува покрај државата и сите ингеренции кои што му се согласно уставот и законот и граѓаните и се грижи за граѓаните. Затоа претходно да се вратам, председателот е недозволиво да подпишува закони кои што се спротивни на волјата на граѓаните во државата. Инаку со овој закон мислам дека некој се обидува свесно да ја внесе Македонија во клопка. Тие поставија уште еден услов, каков е вашиот став кон тој услов, дека нема коалиција со никого ако нема уставни измени за отворање на поглавијата за членство во Европската унија. Реков во една прилика, ќе повторам, ние во Куманово велиме и без петла свануе, на кумановски го кажав, се извинувам на граѓаните, ќе има коалиција од македонските политички партии и ќе бидат повикани оние политички партии од етничкиот блок на албанците да учествуваат секако на рамноправна основа, но без условување, затоа што оваа држава има устав, има закони и ние ќе се водиме и ќе се владееме по неа. И на крајот да кажам, велат нема да биде одобрена таквата коалиција. Кој одобрува бројката во собранието? Нашата држава ја водиме ние, не ја водат тие кои што доаѓаат од надвор и ни кажуваат како треба да ја водиме. Ние мора да преземеме одговорност, да си ја водиме сами државата, да ја направиме одржлива, да се потпреме на собствените сили, за да не бидеме уценувани ниту од надвор, ниту од натре. Јас сум сигурен дека граѓаните на Македонија во овој момент, кого и да прашате и анкетирате, без разлика дали доаѓа од македонска или од албанска или српска или било која друга етничка заедница, не ни се среќни. Единствено се среќни оние кои што се влезени во партиските системи и тоа делумно
несретни и се чувствуваат под притисок затоа што се вработени во одредени државни институции. Тука е неминовно да се направи департизација. Тоа не значи да бидат избркани луѓето од работа, но не може да не доаѓаш на работа, а да земаш плата од буџетот кој што јас или секој граѓанин на оваа држава го полни. Слушнавме за поддршка или неподдршка во втор круг евентуално на претседателските избори, но со кого би коалицирале по парламентарните избори? Дали партијата од која произлеговте, СДСМ е ваш природен коалиционен партнер, или разликите се толку големи што не дозволуваат соработка? Видете, јас по убедување сум согласно социјалните и економските политики левичар. Ние ќе коалицираме со оној политички субјект кој што ќе седне заедно со нас на маса да ги дефинира македонските национални интереси и потоа ќе влеземе во преговорите во однос на распоредот на силите кој што ќе биде веднаш по изборите, ќе разговараме за идните коалиции. Реков веднаш, ќе повторам, ние нема да коалицираме со тие кои што до сега и правеа штета на Македонија, особено поединци кои што со нивното делување поради лукративните лични интереси продадоа се. Такви има и во редовите на СДСМ, такви има и во редовите на ВМРО ДПМНЕ. И многу е побитно да се најде принципелен партнер со кој што ќе се гради иднината на оваа држава. Може ли Максим Димитриевски да се замисли во улогата на сегашниот технички премиер кој што покаже како дуи влага влезе во СВР Тетово со навреди, со омаловажување на одсекот за во еден од одсеците? Гледам денеска веќе се шират реакции на тоа. Па да ви кажам, тоа за мене е недозволиво што го прави техничкиот премиер, чист популизам или елементарно непознавање. Ја гледав таа жената која што тој ден беше на работа и едноставно не се чувствував воопшто пријатно, без разлика што таа многу добро одговори на сето тоа. Мислам е недопустливо и недозволиво, но тоа за многу кратко време ќе биде веќе минато во државата и верувам дека никогаш повеќе нема да се повтори еден премиер, дали е технички, ама актуелен премиер, првенствено ќе се обраќа на албанскиот јазик, првенствено треба да се обраќате на службениот јазик, тоа е македонскиот. Јас имам една такво искуство со господинот Џафери во нашата посета 2017 година во Црна Гора, каде што се обрати на албански јазик, беше опоменат, не може да го користите согласно уставот, морате македонскиот, се коригираше тогаш, но гледам ништо не научил до тога, веројатно ќе добијам шанса повторно да го едуцирам во некои други прилики. Еве за крај кратко, дали изборот на Горан Минчев за генерален секретар на партијата и шеф на изборниот штаб е сигнал дека сте блиски со поранешниот претседател Црвенковски, веројатно прашање кое што на секоја ваше гостување се поставува? Па не, ја мислам дека Црвенковски уште ми ја нема подпишано поддршката за кандидатурата. Има многу пати кажано, го почитувам и него и другите претседатели кои што биле претседатели, некои од нив се живи, некои повеќе не се тука помеѓу нас. Горан Минчев е мој стар соработник, со кого многу пати сум имали различни ставови, но покрај Горан Минчев тука имаме и многу нови имиња. Значи, како што е подпредседателот на партијата, знам доктор Павле Арсовски, пензиониран генерал-мајор, или пак Весна Бендевска, поранешен пратеник. Исто така го имаме доктор Јасмин Цинивири, професорката Катерина Тодоровска, Атанаско Тунески и голем број на други лица кои што всушност се нови во политиката, и ние ќе се обидеме да го разбиеме со тој тим на луѓе и со поддршката која што ја имаме низ државата, црно-сивиот свет, и да несеме една нова свежина, но и да ги научиме како одговорно се работи по примерот тоа што го работиме. Добро, ќе видиме наскоро најпрвин 10.000 подписи, па потоа и почуја битката за шеф на државата. Па еве ги спомнавте 10.000 подписи, сами нема да дојдат. Ја користам оваа прилика да ги повикам граѓаните да излезат масовно и да дадат поддршка не само на мене како кандидат, туку на сите независни кандидати, бидејќи Македонија треба да добие можност да гласа за повеќе кандидати. Тоа е вистинската демократија. Ви благодарам за гостувањето во тема на